Leka noć, ova se včerašnji novosti. Ние сме Елена и Александар, а вие овде дознавате последни. Лека ноќ и од мене. Пред малку се затворија избирачките места на кои граѓаните на Република Македонија можеа да гласаат за тапко на општината. Александар, дали ти го оствари своето право на глас? Секако, Елена, се надевам и ти исто. А вие, драги гледачи, останете со нас, бидејќи тука ќе дознаете последни како помине изборниот ден. И тоа не од кого било, туку од нашите репортери. Па да почнеме со ред. Еве што ќе гледате. Вчерашни анализа. Како поминаа предизборните митинзи. Мало сутра! Откриваме зошто се слави во Битола. Јавување во живо од граѓанската асоциација Мост. Дознаваме кој ќе го купи владиниот Мерцедес. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Само во Техномаркет, секогаш најголеми избори и најдобри цени на бела техника, мали апарати за домаќинство, IT опрема и комуникации, телевизори и аудио опрема, клима уреди и уште многу други производи. Техномаркет, 15 години со вас. Денеска, 15 октомври 2017 година, заврши првиот круг од локалните избори во Македонија. Но среќа во несреќа дека со тоа Скопје официјално доби чист воздух. Имено кој да биде новиот татко на градот, простор за грижа нема. Дури 6 од 8 кандидати за градоначалници непосредно пред изборите ја потпишаа платформата за чист воздух, иницирана од До2 коалицијата. На потпишвањето градоначалниците ветија дека максимално ќе се посветат на борбата против загадвањето, секако во можностите кои му ги пружат тендерските активности на нивните партии. Единствени кои не ја потпишаа оваа платформа за чист воздух се Наим Бајрами од Алијансата на албанците и Беким Фазлио од ДП, но ветија дека ќе ја потпишат кога ќе се консултират со нивните лидери. Да не случајно платформата се коси со една друга платформа. А жителите на Пржино и Црниче имаат тензична ноќ исчекувајќи ги резултатите од изборите. Како што вети кандидатот на ВМРО ДПМНЕ, Јохан Трчуловски, канализација и водовод ќе има само за оние кои ќе гласаат за него. Па така со очи полни надеж, тие веруваат дека резултатите ќе го задоволат Трчуловски и ако стане градоначалник, ќе им направи и канализација и водовод. Или те донел тебе припор Драчево и главните места и тука ја имам терет и одговорност према луѓето. А не Пржино, Црниче кој што се 90% против тебе. Да, и тој не ти ни отвара врата и те плюка од прозор. Да ме тера некој да ме правија одводни канализации, а ти немаш овде ни струја ни вода, не може тоа така. Тука е машинеријата. Редот ќе почне. Првин тој што заслужил, тој што донел највише гласови, на тој ќе му се направи. После ќе видиме дали има нешто за другиот или ќе нема. Ќе си чекаш ти ребаланс кога ќе дојде редот на другиот. Да си ми здрав. Со реакција на оваа изјава се јави Јохан Трчуловски, кој вели дека истата е извадена од контекст и надополнува дека на жителите на Пржино и Црниче нема да им изгради ниту канализација, ниту водовод, дури и да гласаат за него. Советот на Европа повторно ги меша прстите во Македонија. Како што стои во нивниот последен извештај, нашите затвори се море од мизерија. На ова со реакција се јавија од казнено-поправната установа Идризово. Како што велат од Идризово, овие обвинувања не се точни и се невистинити. Точно е дека затворениците се во келиите по 23 часа, ама тоа е по нивна желба, затоа што најголемиот дел од нив се интроверти кои не сакаат многу да шетаат и да се социализираат. Поради ваквата структура на интровертни затвореници, од управата на КПДИ велат дека сепак ќе мораат да ги остават келиите во ваква состојба, како би ги стимулирале затворениците барем на кратко да излезат од нивните засолништа.
често маргинализирани и запоставени. Малите партии на локалните избори имаат шанса да ги одмерат силите. Нашиот репортер Кузман е на терен во посета на штабот на Левица. Кузман, дали се слушаме? Да, студио се наоѓаме на улица Орце Николов, каде што во обид сме да го најдеме штабот на Левица. Еве, според мапата што ни ја дадоа, би требало да се наоѓа тука некаде, но да прашам еден господин. Господине, штабот на Левица да не знаете каде се наоѓа? Лево. Лево? Да. Не тоа лево, другото лево. Да, фала. Така, студио, добивме информација за локацијата на штабот на Левица, ќе се вклучиме потврдно од локацијата. Студио. Ти благодарам, Статива. А ние продолжуваме со една тажна вест за нашата метропола. Имено Скопје ќе остане без уште еден репрезентативен објект. Скопскиот саем, еден од символите на градот, наскоро ќе биде урнат и на негово место ќе биде изграден модерен стамбено-гостителски комплекс на згради и трговски центри. Но љубителите на саимските манифестации, како саемот на книга, вино, транспорт, градежништво и слично, не треба да очајуваат. Имено во склоп на новиот трговски центар предвидено е да биде поставен киоск од познатиот светски бренд Лесковачки роштилј. На денешен ден, освен локални избори, требаше да се одржи референдум против мигрантите. Арно, ама тоа не се случи. Сепак на оваа тема екипата на вчерашни подготви историја. Мигрантска приказна со среќен крај. И тоа не во светот, туку тука во Македонија, поточно во Неготино. Во наредните минути ќе посведочиме за еден сон кој изгледал недостижен, но сепак се оствари. Спремете и марамчиња, може да ви капне по некоја солза. Се наоѓаме пред домот на Рашид Алтаири, момче кое што е сириско и кое што за свој дом го одбра Неготина. Не заинтересира неговата приказна и дојдовме да ја чуеме. Мала соба, но голема среќа, вака Рашид Алтаири го опишува својот стан во Неготино. Не пречека со насмевка на лицето. Она што цел живот го сонував конечно се оствари, ни вели тој додека ни го покажува станот. Рашид од секогаш сакаше у Неготино да живее. И Рашид немаше интернет и не знаеше ништо, ама сега ка виде како у Неготино, одма излезе вонка на улиците со Google Earth, прошета све виде, научи многу за рачија, за вино научи. А те фаќа носталгија за дома? Секако дека не. Тука ми е Рашита од пустинско село, дека што нема вода. Ами у Неготино преку целата година нема вода. У мојата земја, тука земам 7 евра повеќе плата од мојата земја и тоа фали ми само подобрите патишта што беа там и во што е администрацијата подобра. За Рашид во суперлативи зборуваат и неговите соседи кои велат дека е мирно и трудолюбиво момче кое не прави проблеми. На почетокот кога дојде и не можеме да се разбериме нешто со раце, инглиш, нешто, ама сега кога научи неготински, бива Джо наше дете, Джо тука да е роден. Па надлој се тоа да видиш како работе. Ние вакви аргати да имаме Европа, ќе не барате да одеме не тука да ги молиме. Така ли е бе? Така е. Кај дојде на старто, малце така чудни погледи сака да се сликат со мене. Трчат. И така, ама сега се осеќам како прав неготинчанец да е. Тука бе тоа. Деца, ќе го нагрля да се сликат. Сега види го, не можеш да го познаеш. Вакви уши да дојдат, ај живели. А сега повторно го вклучуваме нашиот репортер Статива, кој се јавува од штабот на Левица. Кузман, како е во Левица? Се пребројуваат ли гласовите? Се чувствува ли победничката атмосфера? Да, студио, еве се уште сме во само момент. Господине, штабот на Левица да не знаете каде се наоѓа? Левица? Да. Не знам Левица, десница сме, еве ти десно штаб. Така, студио, се уште сме во потрага по штабот на Левица, но еве за наша среќа тука е штабот на ТМРО со кандидатот Шехтански. Да влеземе да видиме како е таму. Им се извинуваме на гледачите, очигледно Статива има проблем со ориентација. Ај, добар ден. О, добар ден. Ова ли е тоа како тенк што се продава? Тоа е, господине. Господине, добра вечер. Добра вечер. Какви се резултатите? Диабетичарите се жалат на недостаток на инсулин во државата, кој им е неопходен само за да можат да преживеат.
Но Министерството за здравство се разбира дека им излезе во пресред на нивните барања. Как што објавија од Министерството за здравство, тие имат нова револуционерна метода која ја разработиле со министерот Аравари. Имено министерот Аравари се извини за недостатко на инсулин, со што од Министерството најавуваат дека това негово извинување ќе почне да се пакува како лек за диабетичарите во дози од 0,25 и 0,5 милиграми. Но на радост и нема крај, зашто се најавува дека во пакување сигурно ќе биде бесплатно и ставено на позитивна листа. Умеѓу време се огласи и Сојузот на диабетичари и во соопштение изрази надеж дека Таравари ќе стане градоначалник на Гостивар. Нашата екипа успеа да го лоцира Кузман, кој се наоѓа на улица Орце Николов. Кузман? Да, студио, еве, тука Кузман, сме. Од режија ни јавуваат дека треба да свртиш лево. Да, студио, еве, тука сме, се наоѓаме на местото од каде што тргнавме. Да, студио, очигледно дека нашава потрага не доби никаков резултат, се вртиме во круг. Студио. Ти благодарам, Кузман. На крајот на изборите се радуваат и членовите на Обединети за Македонија од Рачево. Не дека освоја некое место или советници, туку радоста извира од друго место. Штабот на оваа партија во Драчево во текот на изборната кампања беше 2 пати кршен од непознати сторители. Како што изјавуваат од партијата, ако потраела кампањата, веројатно немало да остане ништо од куќата во која што се наоѓа штабот. Оттаму планираат за наредните избори да набават најнов современ железен штаб. А сега да видиме каде се наоѓа Кузман. А сега од другото студио ја вклучуваме Маја. Маја, лека ноќ. Што ќе имаме во најновите некнешни новости? Лека ноќ. Не ми го губете времето, ќе видите и сами. Време тече сад. Во некнешни новости гледаме што ја одбележа изминатата недела. 2 клучни збора, митинг и Мерцедес. Видлива беше раздвиженоста низ главниот град во неделата, приметивте, кога автобусите од останатите градови во Македонија дојдоа заради митингот на СДСМ. Раздвиженост огромна, особено за жителите на Карпош 1 и 2, кои ја користеа обиколницата за да стигнат до дома, нели? Или што би рекле твитерџиите, или што би рекол Пендаровски, никој не ве влече по автобуси како да сте стоки. Ѓаве сендвичи не јадам по митинзи, некако изеди некој друг, а хартијата да ја рециклирате. Ај сега пуштете малце од митингот да видиме дали вредеше таа раздвиженоста цела. Вечерва ви најавувам, ќе го вратиме тенкот, Мерцедесот на Груевски од 600.000 евра и со парите од неговата сегашна вредност ќе набавиме амбулантни возила за клиниките во Македонија. Еден твитерџија вика не ги разбирал митинзиве пари за да влечиш народ, да кажеш пар смешки и да даеш објава за Мерцедес. Ама не е така, откако даде заев оглас се јавија купци и то не е еден од различни места, ба ја ги заинтересираност, можда и ќе ошитниме, не знаеш. Ти благодариме, Маја. Иако се шпекулираше многу на оваа тема, вчерашни ексклузивно дознава дека веќе има многу заинтересирани кои сакаат да го купат огласениот Мерцедес. Да погледнеме. Ај, добар ден. О, добар ден. Ова ли е тоа како тенк што се продава? Тоа е, господине, да. И колку има поминувано? Абе, нема нешто многу поминато, само локал што е возен. Локал? Да не било такси? Не ме заебавај, какво такси. А роаминг има? Не те разбирам, роаминг. Мислим, од странство дали може да сиде? Да не е крадено? Ајде, не ме заебавај, па ние сме полиција, па некој ако краде одма у затвор. А километражата враќано да не е? Па појма немам, не би требало. Ти прв газда си? Абе, ја газда. Абе, кај имам ја пари за ова? За ова газда треба со многу пари, ја немам толку пари. Бабата не го возело? Не, бе, господине. Абе, знаеш колку јак човек беше? Он, ама пустото скромен, он ни сакаше да знае дека се вози он у него, знаеш? Ај поише за децата му беше.
Значи фамилиарен човек, а? Ептен. Значи фамилијата му беше се. Да. И зашто го продава? Знаеш како е, нов газда. А сега наводно многу му била луксузна, па наводно многу пари му врзуела, па не му требала, па имал он друга, знаеш тие приказни пети. Знам, го гледав на митинг. И колку пари? Види, ти нов е околу 600.000 евра. Ние под 300.000 не идеме. Колку? 300.000 евра. Ти нормален ли си, бе? Па кој ќе ти дава 300.000 за старо кола, бе? Па ја да имам 300.000 нов ќе купувам, бе. Баш как гледа колкавата, сигурно многу троши. И гребено овде гледам напред на убата. Не, бе, господине, тоа мачки нешто ситно малку. Мачки, тоа ти. Види, ако ме слушаш, земи си го, нема да сгрешиш. По-фамилиарно возило нема да најдеш. Башка и блиндирано. А блиндирано е, да. А цената фиксна ли е? Може нешто замена? Газдата рече, кеш ни требало да купиме амбулантни возила. Па што не кажеш одма, бе, ти? Ти знаеш каква комби имам ја, бе? Бело. Сакаш праго брза помош, сакаш такси. Мислим, што сакаш праго? Пушти рука, ајде, глава за глава со моја доплата. Не можам така, не. Види, ај ти да ми оставиш број, ја да се чујам со газдава, не е моје. Да е моје. Пушти рука кој ти викам, бе. Кој ќе ти даде толку пари? Знаеш комбето какво е? Мислим, бело е со собрисачи со све. Знам, ама знаеш како газдата рече кеш, бе, да уложиме малку во здравство, секој ден луѓе умираат. Види, умираат, бе, сите ќе умреме. Тоа ти е живот. Студио? Ти благодариме, колега. Останете така. Господине, добра вечер. Добра вечер. Какви се резултатите? Постојат два типа луѓе. Оние кои земале Форца кредит и оние кои ќе земат Форца кредит. А знаеш ли зошто? Затоа што секоја нова Форца апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш и земи кредит без камата и без трошоци онлайн на forza.mk или телефонски на 02 323 6666. Пред да почнеме со изборните извештаи од нашите репортери низ Македонија, предлагам да се подсетиме како поминаа последните митинзи на политичките партии. Почитувани пријатели, доаѓа ново време за нашата земја. Дојдо вечерва да му ветам на прилеп, да му ветам крушка, да му ветам развој, да му ветам живот. Мало сутра. Затоа прилеп се прилепува на слободата. Прилеп се прилепува на прилепува, за прилепува на животот во прилепува. Ние сме гаранција за силна Македонија. Мало сутра ви тврдам, има во нашата Македонија пари. Мало сутра Македонија ќе биде 30-та членка на НАТО. Мало сутра ние ја нудиме новата ера. Мало сутра Македонија ќе почне преговори со Европската Унија. Победуваме! Да живее Македонија! А сега имаме јавување од Дојран на западот, Охрид, каде што е нашиот дописник Наумче Коштерски со најновите вести за тоа како се резултатите. Наумче, дали се слушаме? Каква е постизборната атмосфера таму? Каква да е атмосферата? Празни хотели, никој не идат за избори. Иначе немат некое славје, се помина во мирна атмосфера и достоинствено. Славата ја попречи информацијата дека општина Охрид имат блокирана сметка за 50 милиони евра, а годишниот буџет изнесуваат само 15 милиони евра. Што значи, мојме катанец да клајме на општината.
Сепак се шушкат во чаршијава дека новиот градоначалник ќе отвори нова фирма Охрид 1 да може некако да се функционират. Студио, дали имат прашање некое? Да, Наум, кажете ми дома, добри ли сте? Фала на прашање студио, токму така се знае како е бе дома, еве јас на работа, децата домашно, жената во кујна, тоа. Благодариме. Тоа беше нашиот дописник Наумче од Охрид. Резултатите од локалните избори се следат низ целата држава. Ако се уште не сте го смениле каналот, ние се селиме во штабот на Народното движење за Македонија, каде како и во секој друг партиски штаб се чекаат резултатите. Така, студио се наоѓаме директно пред главниот штаб на Народното движење на Македонија на Јанко Бачев, каде што во моментов атмосферата зоврива. Радмила? Да. Кога конечно ќе зоври атмосферата? Атмосферата ќе зоврие кога ќе се пребројат гласовите од последните 3 гласачки избирачки места, од кои едното е Босилово, Дебар и Гевгелија. И тогаш ќе можеме да го отвориме шампањот. Ма не, немаме шампањ, имаме пиво. Сепак мала партија сме. Значи сте презадоволни од резултатите? Презадоволни сме од резултатите, да. Кажете ми колку општини освои Народното движење на Македонија? Ниедно. А колку гласови освои Народното движење на Македонија? 7 треба да се 10, но некој од фамилија нема гласано. И требаше да бидат повеќе, но сестра ми неодамна се пресели во Швајцарија. Ви благодарам, Радмила. Срекна веста тоа што Јанко Бачев, лидерот на Народното движење на Македонија, останува во политиката и оптимиста дека на наредните избори ќе освои подобри резултати. А сега се вклучуваме во живо од гласачкото место 2333. Таму е нашиот репортер. Колега, во 19 часот и официјално се затворија избирачките места. Кажете ми, како помина овој изборен ден? Така е студио. Гласањето во Рачиново помина мирно, демократски и во најдобар ред, со излезност од невидени математички невозможни проценти. Како што можете да почувствувате, овде веќе се слави победата на демократијата и како што може да чуете и како се прославува, најверојатно затоа што го имаме победникот веќе во првиот круг. Студио. Благодарам, колега. Очигледно ете, некои граѓани уште во првиот круг ќе добијат градоначалник и побрзо другите ќе почнат да живеат во своите модерни и современи општини. И во помалите градови се гласаше. Масовен одзив на изборното место во Пехчево. Оттаму го вклучуваме нашиот репортер. Така е, ние немаме репортер во Пехчево. Останете со вчерашни. Сега се селиме во Битола да видиме каква е таму постизборната атмосфера. Менде, дали се слушаме? Да, студио. Овдека во Битола атмосферата свечена, да не речам празнична. Како што може да видите, луѓето во позадина пред зградата веќе слават. Дали слават за победата на нивната партија, не знаеме се уште. Донес еден млад господин кој ќе ни одговори на неколку прашања. Господине, добра вечер. Добра вечер. Какви се резултатите? Холестеролот ми е покачен, меѓутоа углата сум добар. Изгледа не се разбравме. Какви се резултатите на изборите? Ние не сме дојдени од партија овде, ние сосема случајно се собравме. Јас сум од ВМРО, Чупето е од СДСМ, вечињата се од Подем, ама сите сме случајно собрани и сакаме да го испратиме владета. А каде ќе го испратите господино Талески Владе? Дубровник, пензија в театар. Било каде, не е битно било каде, него битно е дека он заминува. И сакаме овој ден да биде, ако може, као празник за цело семејство, за цела држава. Ви благодарам многу, господин. Студио, изглед овде забавата ќе потраи до раните утрински часови. За вчерашни директно од Битола, Менде Гибнатио. Дали тоа е се? Не, студио, то не е се. За некому радост, за некого тага. Владе сепак на крајот си заминва. Владе се од влада, белеше. Елате бре луѓе. Берешна се од корнеше. А сега со линк се селиме во скопската населба Капиштец, од каде колешката Поп Мајбах јавува за тежок инцидент што се случил по затворањето на гласачкото место. Јели салфета?
Така е, студио. Се наоѓаме во живо во Капиштец, каде што нашата екипа забележа наводно нерегуларности во еден избирачки процес, каде што на еден гласач му беше оневозможено правото да гласа, затоа што задоцнил само 45 минути. Тој гласач е тука и ќе ни раскаже што всушност се случи. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам најнапред за укажаната внимание. Видите вака, еве, може да приметите, ја закаснив малку на време, меѓутоа не ме пушти да си го оставам своето гласачко право. Тоа е доказ дека во Македонија денес се ваѓа еден нов режим, каде што челниците на СДС и господинот Золан Заев, нормално, ми оневозможија мене лично да го оставам своето гласачко право. Меѓутоа, народот тоа го знае. Народот довербата нема да ја даде. Довербата нема да ја даде и ние ќе победиме. Тоа е, со повеќе информации во наредниот круг или можеби наредните избори. Студио? А ние продолжуваме. Гледаме еден од нашите репортери бара вклучување. Со најновите податоци за одзивот и за резултатите од изборите имаме директно јавување од Мост. Да, студио, се јавувам од Мост. Само што пристигнав, како што можете да видите, нашата екипа пристигна прва и се уште нема гужва, освен неколку наблюдувачи кои што од Мост следат што се случува. Кузман, дали си сигурен дека си на правото место? Требаше да се јавиш од Мост. Да, студио, се наоѓам, се јавувам од Мост. Еве, нема никој, освен неколку наблюдувачи кои што будно ја следат ситуацијата, но ве уверувам дека овде нема ништо интересно. Студио? Благодарам, Кузман. Јелена? Време за чекање нема. Време има само за времето. Следува колегата Метеопат. Се отвора небото од утре, на некој уште му е мрак. Тоа на секој еден град кој што ќе се гласа пак. Вториот круг е финалето на вечната борба. Кој се ќе умеша прсти у македонската чорба ќе знаеме утре, а времето ќе служи да одмориме од политика. Да, зашто сите што биле на власт само ја повториле истата приказна. Да, ни треба промена нагла. Да дувне ветер, мани друго, се угушивме у магла. Тоа е тоа до следниот пат. Лека ноќ од дежурниот метеопат. Ведермен. Peace. Ова беше последната информација во вчерашни. Од следната недела се гледаме во редовниот термин. Недела 20 часот, Телма телевизија. Имајте пријатна вечер. Ако случајно баш сега се вклучувате, што е мала веројатност, гледајте ја целата епизода на YouTube уште вечерва. Добро утро. Добро утро и од мене.